Од хируршка сала преку пратеничка фотелја, а од денес прв човек на Штипската клиничка болница. Хирургот Ален Георгиев од вчера е новиот директор на најголемиот здравствен центар во источниот дел во државата. Во наредните 4 години, Георгиев, како што вели, ќе се залага здравството да застане на здрави нозе, а недостатоците за кои како опозиција тие постојано укажуваа на нивните пресконференции ќе бидат минато. Чуда не случуваат преку ноќ. Меѓутоа, тие работи што беа најгорливи проблеми, тие мора да се решат. И сметам дека има расположение и во Министерството и општо во владата да оние проблеми кои се најгорливи мора да се решат. Значи да не се дозволи да нема основни материјали хируршки, да нема инсулини и така натаму. Тоа се работи кои што може да се решат. Премалку пари се вложува во здравството. Ако нема пари, знаете дека малку тешко оди. Меѓутоа мислам дека тоа сето ќе се подобри, а овие горливи прашања мислам дека треба да бидат приоритет. Како и на болницата, така и на владата, да не смееме да се доведеме во ситуација да немаме основни хируршки материјали, да се стопираат интервенции и така натаму. Георгиев потенцира дека во наредниот период ќе се работи на подобрување, но и зајакнување на кадарот во болницата, како од лекари, така и од медицински сестри и болничари и хигиеничари. Дали ќе има нови вработувања и каков ќе е исходот на последниот оглас за вработување на 30 медицински сестри, ќе треба да одлучува ресорното министерство. Во наредниот период, големо внимание ќе се обрати и на специјализациите. Специјализациите исто така се горши опрашање, мислам дека таму треба да има промена нешто во моделот, како ќе се распишуваат, ќе се оди на оние специјализации кои се неопходни, а не стихино да се дава само специјализација ради специјализација. Би требало да има онаму каде што има потреба од тие специјализации. Знаете, сега има и друг момент со факултетот за медицински науки, од таму имаат луѓе што одат на специјализации. Доктор Ален Георгиев има 16 години работен стаж во Штипската клиничка болница.